Здраво на сите! Ја гледате 85-та епизода на Шорткат. Јас сум Нина и ќе ви ги представам случувањата кои одбележаа неделата. Почнуваме веднаш. Црниот рид со згура кој со години ги загадува воздухот, почвата и водата во Велес се уште стои. Иако пред 3 години започна неговото расчистување, речиси и да нема никаков напредок. Концесионерот кој е задолжен за отстранување на згурата бара проширување на дозволата. Поточно бара да можат да вршат дробење и мелење на суровините кои се наоѓаат таму. Тоа може дополнително да предизвика загадување на воздухот. Од Министерството за животна средина посочуваат дека уште нема донесена одлука по барањето на концесионерот Кепсмонт Груп. Од општина Велес има забелешки за барањето, бидејќи не било наведено какви дробилки ќе се инсталираат, дали ќе биде од затворен тип, какви ќе бидат последиците по воздухот и по трусното подрачје. Се проценува дека на ова место има околу 2 милиони тони згура, од кои 200.000 тони се цинк, кој има голема пазарна вредност. На онлайн купување лани сме потрошиле 550,2 милиони евра, што е рекордна сума за македонските граѓани. Како што растат трансакциите, расте и бројот на онлайн измами. Се повеќе поединци се незадоволни од добиениот производ или услуга, неиздадена фискална сметка, а има поплаки и за испразнети банкарски картички без испорачан производ. Во продолжение, погледнете ги советите како да се заштитите од онлайн измами при купувањето на интернет. Над 420 поплаки од граѓани за онлайн купување добила Организацијата на потрошувачи на Македонија во 2021 и 2022 година. Министерството за внатрешни работи пак лани во првите 3 месеци од годинава примило 27 пријави за измами при нарачување на производи од интернет, а биле поднесени 9 кривични пријави за измама. Организацијата на потрошувачи на Македонија и Асоцијацијата за е-трговија на Македонија со речиси идентични совети до купувачи. Избегнувајте купување од социјални мрежи, како што се Facebook и Instagram, од нерегистрирани фирми или од поединци. Потенцијално сомнителни се и сите оние кои не сакаат да ви дадат можност да платите преку трансакција или сметка во банка, не добивате сметка или фактура на купувањето и гарантен лист за производот. Самите купувачи треба да направат внимателна проверка на виртуелното продажно место пред да купат од него. Ги охрабруваме младите луѓе да ги проверуваат политиката за приватност, политиката за колачење, условите за користење и точно кој правен субјект да дознаат на нивниот сајт кој правен субјект стои позади веб страната, односно е-продавницата од каде што нарачуваат. Секогаш кога се купува, младите треба да знаат дека неопходно е да добијат потврда за тоа што го купиле, да проверат на е-продавницата дали е наведена политика за рефундација, но и да ги погледнат искуството од други купувачи кои веќе дале коментари и оценка на интернет за виртуелното продажно место. И секогаш добро да се информираат за нивната веродостојност, да читаат ревјуа, да видат што претходните купувачи кажале за производите и услугите кои што веќе ги нарачале од тоа. Ваквите ревјуа, односно коментари и оценки, купувачите може да ги најдат токму на интернет. Самиот интернет е голем извор на информации, па така корисно е да провериме при отворање на сајтот од каде сакаме да купиме, дали истиот поседува HTTPS протокол со катанчето што се наоѓа лево од името на веб-сајтот во срчбарот. Од Асоцијацијата за е-трговија на Македонија ги повикуваат младите да се консултираат и со изработениот регистар на регистрирани е-трговци во земјава, а препорака е да се пребараат дали виртуелните продажни места поседуваат беџ за верификуван е-трговец на нивните сајтови. Продолжуваме понатаму. Изминатиот викенд илјадници средношколци го полагаа првиот предмет, односно мајчиниот јазик од матурскиот испит. Откако штрајкот на вработените во државниот испитен центар беше ставен во мирување, првиот дел од така наречениот испит на зрелоста сепак се одржа. Полагаа над 15.000 ученици, од кои речиси 7.000 со гимназиско образование, околу 8.600 со стручно, а останатите од уметничко образование. Во процесот беа ангажирани и повеќе од 2000 наставници и уште 200 набедувачи. Одржувањето на испитот беше ставено под знак прашање, бидејќи вработените во државниот испитен центар бараа покачување на платите.
Минатиот викенд во Мала станица во Скопје се одржа второто издание на фестивалот за јапонска култура Nihon-ji. Просторот беше примал да ги собере сите заинтересирани граѓани, претежно млади лица кои го посетија овој целодневен фестивал. Оваа година настанот беше именуван Неонски бранови и имаше за цел да ги доближи јапонската напредна технологија, кибернетика, вештачка интелигенција и неонската естетика до македонската публика. Настанот го отвори јапонскиот амбасадор Оцука Казуја, а потоа имаше повеќе дискусии и настапи на јапонски и домашни музичари. Се правеа оригами, имаше роботи, а и калиграфија. Меѓу другото беше прикажан и култниот јапонски анимиран филм Ghost in a Shell, по што се одржа и дискусија на тема што значи да се поседуваш себе си. Беше прикажан и документарецот Джиро сонува за суши. Потоа на тема лекција од Јапонија, миксот на традиција и технологија како вистински рецепт за унапредување на општеството, дискутираа Костадин Хаджибанов, Виктор Стевковски, Игор Трајковски и генералниот директор на фондацијата Метаморфозис Бардил Јашари. Секако на Nihon-ji беше рецитирана и хајку поезија. Мравка тркала рибизла на кај дома. Слави роден. Тоа беше се за денеска. Ви благодариме што сте со нас. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате сугестии или предлози и читајте рубриката CTRL-Z на MetaMK. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!